Власта повеќе зборува отколку што работи на придвижување на капиталните инвестиции кои лани го допреа дното. Министерот за транспорт и врски сепак и натаму уверува дека во Македонија имало градежна експанзија, се ревитализирале патишта, се правеле големи проекти, но сепак резултатите за 2020 покажуваат дека за 10 месеци биле реализирани само 150 милиони евра или едва 48% од планираното за цела година, и тоа со два ребаланса на буџетот. Благој Бочварски сепак тврди дека се работело, а за несработеното го вперува прстот кон претходната власт. Колку што се работи во овие неколку години, последните 3 години во реализација на рехабилитација на и изградба на патишта, не се градело никогаш во оваа понова историја. Така што само во текот на минатата година ние имаме изрехабилитирано 243 километри од патната мрежа во државата, а само како една паралела во изминатите 11 години кога на власт беше една друга политичка гарнитура, беа изреализирани 550 километри, а ние за една година имаме изреализирано 243 километри, така што разликата е огромна. Бочварски вели едно, но состојбата на терен кажува друго. Доцнење има кај речиси сите проекти. Автопатот Кичево-Охрид е далеко од реализација. Пругата кон Бугарија е заглавена во постапките за тендери и проекти, а на стендбај е и автопатот до Блаце. Министерот сепак најавува дека ќе има и други проекти. Најновиот во низата е автопатот од Гостивар до Тетово. Вели дека за него допрва ќе се правеле подготовки. Инаку годинава се очекува да бидат завршени и пуштени во употреба 20 на километри од автопатот Кичево-Охрид. Само за овај градежен проект биле потрошени околу 350 милиони евра.